следите најновото издание на емисијата Live Cover, издание во кое мој вечерашен гостин ќе биде едно добро познато лице на македонската музичка сцена. Човек кој е кантавтор, изведувач, гитарист, мултиинструменталист и кој слави јубилеј од 10 години на македонската музичка сцена. Тоа е Мартин Мила. Мартин, здраво. Здраво. Мартин, поводот кој е вечер, за кој вечерва ти си со нас е 10 години на нашата музичка сцена, така? Да, 10... Кога прв пат се појави? Точно 2005 година на М2 потрага по мултиталент. Значи, тогаш почна, тоа се почетоците, значи прво како водител, па после како кантавтор, композитор. Се сеќавам, тоа беше втора година од потрага по музички талент. Најпрво предходната година ми се чини дека беше само музичка звезда, да бара Не, пеач. има 3-4, Така? мислам дека пред тоа, да. Овој беше предпоследното потрага по мултиталент, каде што бара водител. И тука завршив како втор, меѓутоа продолжив и понатаму онака да работам сам, да се трудам да се борам во оваа естрада и продолжив со музиката како композитор, како кантавтор, кој се покажете како така успешно и веќе 10 години се направија и по повод тие 10 години, значи вадам трет албум кантавторски поред кој ќе се вика Премин и кој за брзо време ќе го имате сите и ќе го држите у раце. Така, ќе кажеме нешто повеќе за тоа подоцна, меѓутоа еве да почнеме од оние, значи од самиот старт, кога се појави на македонската музичка сцена, спомена М2 продукција, претходно дали се занимаваше со музика, водителство, нешто? Па не, со театар се занимавав, значи почто сум кумановец и во Кумановскиот театар бев буквално 10 години тука, можам да кажам дека тој најмногу ми помогна за како да се однесувам на сцена и со тремата и со сето тоа и ете да доловам таа моја харизма или ако песната е тажна, мојот глас да се осети дека е тажен и тежок и дека се работи за балада. А што се тиче музика, значи као музика свирев манипулираат со вокалот. Да, соло гитара свирев во гаражни бендови, свиревме стрикно гранж, постпанк и многу пати свиревме на хард рок фестивали, на гитаријади и така натаму. Пред да почнам комерцијална поп музика. Емисијата се вика Live Cover, ти имаш авторски композиции, меѓутоа се договоривме да изведуваш само кавер верзии на познати музички хитови. Првата легендарна, значи што извини што ќе те прекинам, тој ми се допаѓа што е Live Cover, затоа што пред се секој музичар, секој артист, небитно дали се работи за композитор свој или било што, секој има репер. Значи секој од секого учил, земал нешто, му се допаѓа одреден глас, му се допаѓа одреден стил на свирење или на соло гитара, така да во оваа емисија вечерва ќе ги свирам баш оние песни кои ти се допаѓа. Кои мене, значи, онака ме насочиле во кој правец да се движам со мојата авторска музика. Значи, луѓето и бендовите кои јас ги почитувам пред се и ги ценам и штета што немам бенд, затоа што би свирал и од Tool, би свирал и од Perfect Circle и од многу други бендови кои знам дека само 17% луѓето во Македонија ги знаат и ти ги знаеш добро, извини, мислам. Меѓутоа ќе имаат можност и гледачите и слушателите да се уверат кои се тие композиции, се разбира во уникатна твоја изведба само со акустична гитара. Првата тема е легендарна композиција од Oasis, еден од најпродаваните бендови воопшто, бенд кој доаѓа од победите. Браќата не престана да се тепаат, цела кариера само се тепаат, да се мразат. Ми се чини дека сега само едниот од браќата се тргна више, така, не може да се поднесуваат повеќе. Во секој случај ја слушаме Wonderwall Oasis во изведа на Мартин Мила. Today was gonna be the day, but I never threw it back to you. So by now you should have somehow realized what you got into. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
So bang Peter, what was on the street at a fire in your hiding zone. And I'm sure you heard it all before, but you never really had a time. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk wide, and all the lies that lead us there are blind. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder-wall. Today was gonna be the day, but they never threw it back to you. So by now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk the wide, and all the lies that lead us there are blind. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder-wall. Said maybe you're gonna be the one that saves me. When after all, you're my wonder-wall. Yeah. Мартин, имаш интересна гитара. Како вид на гитара и пред колку време ја взе? Гитарава е баш у мој стил, тетовирана. Значи, Емотивно си приврзан кон неа. Да, па гитарава имам буквално колку што и сум на сцената, значи 10 години. Многумина сакаа да ми од познатите гитаристи од естрадата што многу ги знаат, сакаа да ми ја купат гитарата, меѓутоа не ја дадов затоа што едноставно има поминато километри со мене, свирки, места и не знам уште што. И не верувам дека некоја друга гитара би легнала добро на оваа рака. Мора да признавам и дека одлично звучи вака звучи. Да, супер звучи, така да гитарата е корт, купена е пред 10 години, купена е за не знам, не е 2-3 евра баш. И информација за сите не е за продавање. И не е за продавање, не ја продавам, оваа може само да стои на зид и онака да се да ги покажува своите спомени, да зборува за своите спомени. Имаш ли во план да си купиш нова орака, резервна? Па ако купувам нова, би купил само нова студиска која користам, значи да снимам онака. Инаку за живи настави за свирки не. Оваа гитара, можам да кажам и дека сите песни од сите албуми што ги акустичните делови се снимени со оваа гитара. Излезено е супер, така да и денес у 21 век знаеш како е онака, да имаш софтвери што ќе ти ја смени од Gibson да ти звучи или не знам така, како. Ја пробав пред да почнеме да снимаме, ја пробав. Да, тоа ти ја
земам, може гитарата, извинете, да направиме про. Така да, гитарата е Супер. дел од мене, тетовирана како мене, си ја сакам исто така и... Како твоја сестричка. Па да, можем да кажем како моја керкичка. Како твоја геркичка. Одлично, продолжуваме ние понатаму со наредната композиција, одиме на нашите простори, Да. малку македонски рок. Да појаснам, да, може да појаснам, баш кога правевме муабет или за кавер. Се одлучив да има и една македонска песна, две македонски песни, тоест кои мене ми имаат оставено голем впечаток. Сега оваа песна што ќе отсвириме, тоа е $1,000,000, не само затоа што сите ја барат и ја знаат во Македонија, него затоа што лично за мене Ристо Вртев е еден од најдобрите текстописци, ќе кажам, значи што некогаш сум ги слушнал и што ќе ги Воопшто, слушнам. не само во Македонија. Воопшто, да, онака што знае да изрази и да каже она што сака да се каже. Така да следната песна ќе биде $1,000,000. На мој начин отпеено онака. Ја слушаме $1,000,000 во изведба на Мартин Мила. Zar ne veruješ во мене? Јас сум приви што те люби сите можни улици. Веќе одамне тоа не сум јас, тоа е некој што ме води и ужива во досада. Секој обид да ме љубиш, ке ти се врати како казна, како горка измама. Јас сум човек кој живее во страх и кој се плаши да те допре. Не знам дали остана бар малку љубов во мене или се исчезна со времето. Осамен и уморен трагам очено по моите $1,000,000. Единствен разлог да продолжам да живеам и нема начин да ме промениш, те што можеше да ме убиеш. Не мисли колку си љубела и дека љубовта е се што ти е потребно. Погледни, ке видиш само еден обичен смртник без концепт за револуција. Секој обид да ме љубиш, ке ти се врати како казна, како горка измама. Јас сум човек кој живее во страх и кој се плаши да те допре и не знам дали остана бар малку љубов во мене или се исчезна со времето. Осамен и уморен трагам очено по моите $1,000,000. Единствен разлог да продолжам да живеам и нема начин да ме промениш, се што можеше да ме убиеш. Осамен и уморен трагам очено по моите $1,000,000. Единствен разлог да продолжам да живеам и
И нема начин да ме промениш, се што можеше да ме убиеш. Кога Мартин ја напише својата прва песна? Мојата прва песна напишав на, не знам, на мои 8 години со брат ми. Хип-хоп беше песната. И онака се Ќе те играме. прашав дали беше детска песна. Бомбардери, не бе бомбардери, бевме онака, бевме ептен мафијаши. Бомбардери, значи тоа го се рачуна како авторска песна, тогаш имам Па и тоа е напишана. авторска, да. Да, тогаш имам напишана. А онака Инаку наснимана? првата песна, првата наснимана песна што одеше на радио, тоа е така и ќе остане и беше мислам дека 2006 година, ако не се лажам. Која прва излезе онака на етер во радио. Една година после твоето официјално појавување. После М2, точно. После М2, така. И од тогаш до сега, колку песни има Мартин? Не застана, па 3 албуми. Три Со албуми, овие три така. албуми. Нешто подоцна ќе позборуваме за секој албум поединечно и ќе се здржиме највеќе на последниот албум. Да. Меѓутоа пред тоа, ајде да одиме повторно со песна, со тема од легендарниот бенд Radiohead, од нивниот, ми се чини дека ова песна е од нивниот албум OK Computer. Вау. Ретко звони тоа. Поготово за овој бенд. Браво се. Темата носи наслов Street Spirit, може да ја слушнеме. Of houses all bearing down on me. I can feel them with hands are touching me. All the things and superstitions, all the things when they will swallow all. Communicate all these things I am under. Make love chat from a circle before we all go under. Out again. And birds scream as they fight for life. I can feel them, can see his beady eyes. All these things into precision, all these things one day will swallow up, swallow up, swallow up.
Каде настапува Мартин? На секаде. На секаде низ Македонија, пабови, кафиќи. И како вид на музика свири? Бидејќи знаеме дека е македонската публика онака... Навигната на музика стара 30 години, сака да слуша 30 унаредниве 30 години. Да, и дека Македонија е единственото место каде што песните остануваат исти, само пеачите се менуваат, Каков е а репертоарот треба на Мартин? обратно да е. Како ве репертоарот на Мартин? Комерцијален е, ама се трудам да балансирам. Значи, обично кога ќе ме видат луѓето знаат уствари по мојот имидж и по мојот стил дека сум рокер, еве ќе кажам рокер панкер. Меѓутоа знаат да чујат комерцијална музика отсвирана на мој начин, на мој стил, во мој аранжман, така да во еден поглед ќе видиш удоволувам и на рокери и на попери. Бидејќи знаеме дека со истенчен слух е нашата македонска публика. А добро, ќе види. Полека ќе види кај да е 2038. Одиме повторно со музика. Овој пат еден микс, ајде нешто повеќе за тој микс кажи. Па да, ова е буквално сега како што паднавме у муаве, значи да удоволиш и на рокер и на попер. Така да следнава песна е комбинација на Chop Suey System of a Down со Savage Garden, To the Moon Back. Може да слушаме. Уживајте. Ајде. She's taking her time and making up the reasons to justify all the hurt inside. Yeah, she knows from the smile and the look in their eyes. Everyone's got a theory about a bitter one is saying, I never loved her much, but I never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs her bags from outer space. And now she's waiting for the right kind of part to come. What she says to him, she's saying, I will fly to the moon and back if you be. Will you be my baby? Got a ticket for the world when we all belong. So would you be my baby? Will you be my baby? She can remember the time when she felt needed. If love was blind and she was colorblind, all her plans would have been twined for reasons. And I know love that will never define. But it's saying love is like a barrel place, and reaching out for human faith. It's like a journey I just don't have a map for. But somewhere when I take a drive, I push the ship to overdrive. I send a signal that is hanging on the hopes of the stars. What a pleasant dream, she's saying. I will fly you to the moon and back if you be. Will you be my baby? Got a ticket for the world when we all belong. So would you be my baby? Now I'll fly you to the moon and back if you be. Will you be my baby? Got a ticket for the world when we all belong. So would you be my baby? Yeah. Honey, honey, will you be my baby? Now we're flying to the moon and back if you be. Will you be my baby?
каде е псевдонимот Мартин Мил? Може би некои знаат, меѓутоа може би некои не знаат. Да, Мила е значи мојата 4-годишна киркичка која многу си ја сакам, а зошто Мартин Мила, тоа е проста причина затоа што кога одев да ја представувам Македонија на различни фестивали, многу ми беше тешко да го спелуваат моето презиме Србиновски. И неколку пати бев онака во Грузија, во Батуми бев Мартин Serbian Sky, што скина крај Sky. Во Црна Гора на Сончане скале бев Мартин Србински. Да не збориме, Секој со своето. да не збориме за Словенија, Мартин Сеовски. Значи тоа беше онака прво. И реков идам у ЗАМП, заштитувам псевдоним. Тука се Значи роди заштитен и те Мила. псевдонимот така. Да, тука и Мила, Мартин Мила и и плюс Мила е сакам од било кој србиновски повеќе. Да ти кажам искрено, повеќе ти одговара Мартин Мил. Мартин Мила, фала. Те прави по милозвучен. Како што и сама Мила. Да, така да псевдонимот Мартин Мила тука и ќе си остане. Ајде да одиме повторно со музика, повторно македонска композиција, една од твоите омилени песни Да. и можеби малку подзаборавена, тема од Жаклина Стефковска, која Да, датира напишана од страна на Венко Серафимовски. така. Песната е ми се чини 15-20 години стара. Сигурно. Од 90-тите години потекнува и вечерва ја слушаме во твоја изведба. Ајде да слушнеме како ќе звучи. Фала, уживајте. Како е да си сам, прашувам, а и сам си знам. Каде си, не мислиш ли? Избледе се, остана само ти. Дојдам ли по тебе или секој сам за себе? Дојдеш ли по мене или ова такво време? Да биде она секој сам со себе. Кажи да или не, само вака да не остане. Дојдам ли по тебе или секој сам за себе? Дојдеш ли по мене или ова такво време? Да биде она секој сам со себе. Кажи да или не, само вака да не писма не отворени во солзи мои претворени, фестивали прачени, муабети и лажни навери. Дојдам ли по тебе или секој сам за себе? Дојдеш ли по мене или ова такво време? Да биде она секој сам со себе. Кажи да или не, само вака да не остане. Да дојдам ли по тебе или секој сам за себе? Дојдеш ли по мене
мене. Иле ова такво време да биде она секој саме, сам со себе. Кажи да или не, само вака да не остане, да не остане. Да не остане. Мартин, ти си кантавтор, така? Да. Од каде црпиш инспирација за твоите композиции? Еве, спомена дека имаш повеќе од 20 песни напишани. Па најчесто тоа е некоја случка што ми се случило. Значи не сум од оние што се хипер онака продукција или хипер, како да кажем, хипер автори што Мораат да ајде сега прават. да те Седни да сакам, правиш. не сакаш, па ај сега ќе направам една песна само за да се врти на радио и да зимам Така. тантиеми. Значи не сум еден од тие, така да Чекаш погоден момент. чекам нешто да се случи, Да се дали е случи. тоа лошо, дали е тоа добро и тоа да го преточам во музика. Значи сепак поврзано со твоите емоции. Нешто можам да додадам, а тоа е дека до сега сингловите што сум ги вадел како сингл, многу пати се нашле како премиум хитови на многу радија и на први места, само затоа што едноставно се осеќа емоцијата. Дали тоа небитно било губењето на мојот родител еве до пред 2 години што напиша 2 песни кои исто така беа хит, или Мила кога се роди, па Мила песната на Макфест кога отпеав и стана нели голем хит на радио и направија 2 ремикси и така натаму, така да чекам нешто да се случи или да Меѓутоа доживеам. и самите слушатели можат да го почувствуваат тоа, таа Па да, емоција знаеш во како, твоите песни. многу пати сум рекол, значи музиката не е вокална изведба, музиката е театар преточен во ноти. Значи не треба ти тука Нешто сега многу да, посложено. не треба ти сега тука да се покажеш колку можеш високи октави да пееш и колку си добар пејач и се знаеше кој беше добар пејач во Македонија и жал ми е што не е веќе тука. Значи и знаеше и беше добар пред се затоа што тој знаеше тагата на песната и темата на песната да ја преточи на публиката со својот глас. Така не е Значи, само гласот. ако песната е тажна, тој е тажен. Ако песната е среќна, тој е среќен. А не ако песната е тажна, тој сега ќе викне, ќе отпее се високо и сите ќе кажат вау. И сепак мора тоа што ќе го пренесе артистот да го почувствува публиката. Па Таа точно. емоција. Да, Тоа е да. неважното. Да, Тоа е неважното. ако се работи за тажна Она песна. комуникација помеѓу оној кој што ја изведува композицијата и тие што го слушаат. Така. Ајде одиме повторно со музика. Одиме со малку алтернатива, гранч, Сиетл, Да, сцена. почеток на 90-тите години. И мојот почеток, можам да кажам, го фатив гитара. Ајде слушаме Alice in Chains, Nutshell. Chismes spread lies. We gave ourselves a time, and yet I tried this battle all alone. No need to cry tonight, and no place to go home.
myself away. My privacy is raised, and yet I try, and yet I try within in my head. If I can be my own, then I'll be better dead. Мартин, веќе 10 години си актуелен на македонската музичка сцена. Во очекување твојот трет студиски албум, така? Да. И името на албумот и нешто повеќе за тоа, колку песник има, каде ќе се снима? 10 композиции снимени веќе во Супернова. Веќе снимен. Да, под продукцијска палка на Гоце Симоновски, голем поздрав до него. Со него ги снимам сите песни затоа што имаме таков еден однос направено, што едноставно тоа ја што ќе го помислам, он веќе го направил и тоа е многу важно. Да, таков тим никогаш не се менува и никогаш не треба да се расцепи. Ќе има 10 композиции. Твои се сите така? Да. Кантавторски музика, албум. текст, аранжман. Ќе се вика Премин, затоа што го вадам ете во мојата 30-та година, која ова година. Преминуваш во друга деценија. Преминувам во една друга деценија каде што веќе старосната ера на еј деч кој го ја напушташ веќе си еј маж. Така да затоа и по повод 10 години јубилеј постоење на оваа естрада ќе има 10 композиции и се надевам дека ќе им се допадне на јавност. Дали си размислувал за промоција? Каде ќе биде промоција? Право да ти кажам, никаде во светот не се прави промоција на албум, само Македонија мора да се направи промоција за да го најдеш и напиеш на народот. Знаеш, ќе се вади многу мала количина на тираж кој ќе може да се купи само на моите настапи во куфер, значи ќе се отвори куфер, тука ќе биде целијата. Ќе си има одредена цена, а иначе албумот се издава преку Рокерол. Издавачката куќа, Рокерол го издава албумот и ќе се продава на iTunes, на Amazon и уште на 109 други виртуелни продавници, така да може да си го кој сака ќе се да, го купи. може да си го купа за символична цена во WAV формат, онака оригинал со кавер со све, така да и онака секој веќе доwnloadира музика, YouTube, ако на крајот криштава видео, YouTube, конверт 128 BPM и ете ти ги имаш. Во секој случај на кој му се допаѓа твојата музика ќе најде начин да си ја даунлодира Да, и да ја сепак слуша. мислам дека ќе му е драго да има едно седе, барем физичка вака да си има хард копи едно, знаеш, пошто ќе биде одреден тираж и само он ќе го има, друго се ќе биде downloadable и да се купи на Amazon и на iTunes. Одиме повторно со музика, а овој пат со Smashing Pumpkins. Pumpkins, да, Smashing Pumpkins, вау. Вау, 90. Златни, повторно златни 90. златни 90, темата носи наслов Disarm. Something with a smile, it got you like you want me to. Got that little child inside of me, is such a part of you. It is fun. It is fun. Used to be
Would I choose? It's my choice. What's a boy supposed to do? A killer in me, it's a killer in you, my love. A saddest smile all over to you. Someone with a smile, leave you like they left me here, when I'm in the night. The bitterness I left inside of you. Ooh, 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 it is burn. Ooh, 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 it is burn, burn. Used to be a little boy, so walk in my shoes. What I choose is my choice. What's a boy supposed to do? Killer in me, it's a killer in you, my love. The saddest smile all over to you. A killer in me, it's a killer in you. Saddest smile all over to you. Killer in me, it's a killer in you. Saddest smile all over to you. Killer in me, it's a killer in you. Saddest smile all over to you. Killer in me, it's a killer in you. Saddest smile all over to you. Мартин, веќе 10 години си на македонската музичка сцена. Се живее ли во Македонија музика? Не. Освен ако не свириш чалги. Категорично не. И освен ако немаш онака биг Освен бубс ако не свириш за бакшиш. Биг бубс за бакшиш или свадба. Па зависи, знаеш како, авторската музика е малце тешко да се екзистира од авторска музика пред се затоа што ете на свирки бара да се свири српско. Знаеш. Зошто тоа? Може би медиумите премногу ја Па не форсираат знам, таа може би сме премногу јуносталгични или не знам зошто е се до тоа така, меѓутоа ја дека можам да сепак- кажам, дека знаеш Бадил да правиш авторска музика освен поради тантиемите, затоа што никаде на настап уствари не бараат твоја песна, туку бараат песна од Биело дугме, бараат песна од Дивља јагода, бараат песна од Здравко Чолич, Синан Сакич или други, ме разбираш. Така да од музика како музика да свириш музика, китара и да пееш, да можеш да живееш, се вика те и ти зимаш лесна пара, знаеш, си свириш, си пееш, Меѓутоа не е баш така. Меѓутоа не е баш така, ти патуваш, па се местиш, па има некој ќе ти дојде ќе ти се обеси на микрофон, па она најлошото што е на удирање ќе ти го чукне микрофонот и ти се маваш по зуби со микрофон, знаеш Би тоа. си има случајно неколку пати. Мене милиарда пати ми си има слушано. Така да авторски да се живе, мислам доколку онака си композитор и пишуваш музика за другите. Баш поради тие тантиеми имаме и Онака професионално, за да, толку и онака толку пари, професионално, еве да, ти песни. музика, Музика и ти текст. песни, а иначе вака концерти, мислам боже моја 10 години сум Скоро и уште невозможно. немам направено концерт. Скоро и невозможно. Значи уште немам направено концерт. Премногу е мал пазарот во Македонија. мислиш? 2 милиона народ сме, постоја толку музички правци што да ги поделиш на 2 милиона на 30 уствари ќе се подели. Не може тие 30, 100, 200 или 300 еве стави ги луѓе да инвестираат во хип-хопот, да инвестираат во рокот, да инвестираат во турбофолкот или во било што, за да може секоја музичка насока во Македонија едноставно да екзистира како музичка индустрија наша. Се уште сме далеко од тоа што се очекува да бидеме, меѓутоа да се надеваме на подобри денови. Не, ние сме тука, не сме ни далеко ни блиску, ние сме тука, ние сме тоа се што треба само да се работи на случај. Да се надеваме дека ќе се работи на случајот. Ајде да одиме повторно ние со музика. Овој пат повторно малку гранч алтернатива.
Повторно се враќаме на почетокот на 90-тите години и повторно одиме во Сиетл, овој пат со Pearl Jam и нивната легендарна композиција Black. Shades of empty canvas and untouched sheets of clay, where when spread out before me as her body once did. Five horizons revolve around the sun, as the earth is sun, and now the air I taste and breathe has taken its turn. Thought it was with everything. I'm quick to sunk in, drop away. Now my bitter end, cradle broken glass of what was everything, and all the pictures had all been washed in black, tattooed everything. I take a walk outside, and I'm surrounded by some kids that play, and I can feel their laughter. So what do I say? When twisted thoughts that spin round my head, I'm spinning, oh, I'm spinning out where the sun can drop away. Now my bitter end, shade beneath the clouds, what was everything? And all the pictures have, and all been washed in black, tattooed everything, and all the love gone bad, and turned my words to black, tattooed all I've seen, and all that I am, all I ever be. I know someday you have a beautiful life. I know you'll be a star in somebody else's sky. But why, oh, can it be
се приближуваме и кон крајот на ово издание на Live Cover. Вечер во мој гостин Мартин Мила. Мартин, што ќе им порачаш еве како веќе етаблиран музичар кој 10 години е на музичката сцена во Македонија, на оние млади музичари кои што сакаат да пробаат да бидат звезди? Да не се плаша да ја покаже својата креативност. Затоа што ако знае дека тоа е тоа, Да бидат храбри, така. тоа е тоа. Биди храбар, излези, покажи го тоа што го знаеш и верувај, некој ќе се пронајде во тоа. Не се труди да погодиш. Знаеш, пошто никад нема да погодиш. Ги има толку многу луѓе што едноставно ако секому гледаш да угодиш и погодиш, ќе се изгубиш сами од себе си, нема да знаеш веќе каде припаѓаш и кој си што си. Значи, со еден збор да бидеш свој. Биди свој, ќе се најдеш. Ќе го најдеш своето место, ќе те најдат. Има место и на многу, музичкото него. И веруј ми, тогаш нема да си сам. Ќе имаш многу луѓе, многу верни, како да кажам, слушатели, обожаватели, фанови и така. Знаат слушателите да го препознат тоа. Да, затоа и ми е драго што ете 10 години екзистирам, 10 години свирам и се бавам со музика затоа што А и ќе продолжиш. Реално да, и ќе продолжам затоа што реално не сум мега популарен, знаеш, не сум популарен како некои мои колеги или така. Не знам што, ама па не сум и некој анонимец. Значи јас држам некоја средина веќе 10 години, но тука сум. Меѓутоа си го држиш твојот стил. Тука сум, тоа е стилот, тука сум и истите луѓе, истите слушатели, истите, значи, што ме слушале во Штип кога сум свирал на повеќе места, кои биле пред 6 години и ден денес доаѓаат. Така. И ги бараат сличните песни, ги сакаат тие песни и знаат дека јас кога ќе дојдам да свирам, ќе се свири рок и очекуваат добра рок жута. Сепак тоа е и најважното. Значи, да бидеш свој. Be yourself no matter what they say. Како што би рекол Стинг. за крај нема да биде Стинг, ќе биде нешто друго, можеш да најавиш која песна ќе биде тоа. Па. Да уживаме малку во тишината, да. Така да уживаме во тишината. Да уживаме во тишината. Ајде, следува Enjoy the Silence од легендарните Депеш Да, Мод. може после толку пење да Enjoy the Silence да уживаме во тишината, да. Следува Enjoy the Silence. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Faithful to me, pass right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, and all I wanted, and all I ever needed is her in my arms. It was a very unnecessary, taking all that's true. Words are spoken to be broken. Words are meaningless, unforgettable. Pleasures remain, so that's the thing. Can't you understand? Oh, my little girl, and all I ever wanted, and all I ever needed is here in my arms. It was a very unnecessary, taking all that's you have. And all I ever wanted, and all I ever needed is here in my arms. It was a very unnecessary, taking all that's you have.
Мартин, ти благодарам што беше гостин во ово издание на Live Cover. Да одбележиме онака свечено 10 години. Да, ја ќе ти се заблагодарам што уопште ја направи оваа емисија, кај што може лајв да се свири лајв без никаков онаков аутотюн што Да покажат оние што се едноставно, декларираат како музичари. Едноставно, да, што се декларира, едноставно што имаш во себе тоа да го покажеш, тоа да го освириш, па макар и било со грешка, знаеш. Апсолутно. Сите сме, знаеш, луѓе грешиме, не е битно. Свирењето во живо е нормална е грешката при свирење во живо. Па мислам дека само тоа тука да онака се рачуна као строго. Аха, фалш. Аха, готово, фалш. Сите чекат да добро направиш де, грешка. И на джемперов плетка овде као ми е Така. разбереш другачи, ама пази не се познавал тука. Сите чекаат првата грешка. Да. Ја би ти се заблагодарам многу што ме покани во оваа емисија и се надам дека ова нема да биде последен пат. Се разбира дека нема да Дека биде ќе последен еднаш пат. ќе ме викнеш и Апсолутно. сакам тој микрофон да послужи заедно да отпееме една песна. Во секој случај, еве тоа што го зборуваш, значи заедно да одсвиреме и да отпееме една песна ќе се случи. Дали ќе биде пред тебе камерите, дали вака. Супер, не чекај 20 години кариера, молим те. Така. Не чекај 20 години. Благодарам уште еднаш, Мартин, се гледаме, се разбира во наредна прилика. Фала ти многу. Почитувани, тоа беше се во издание на Live Cover. Мој вечерашен гостин беше Мартин Мила. Ова емисија можете да ја слушате на фреквенциите на Угада FM радио, а исто така да ја гледате на YouTube каналот на Угада, исто така на телевизиите Ирис од Штип, потоа Здравкин од Велес, Орбис од Битола, Визија од Прилеп, Интел од Струмица и Канал 8 од Кочани.